Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосаѓевиќ. Вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вчерашната очекувано предизвика големо внимание во јавноста со оглед на тоа дека разговаравме за големите турбуленции што се случуваат во војната меѓу од една страна Иран, од другата страна Соединетите Американски држави и Израел, реперкусиите од оваа војна кои што можат да бидат несогледливи доколку не запре набрзо. Нормално дека рефлексијата врз цените на нафтата на светските пазари и се што следи понатаму може да биде долгорочно и за нас загрижувачки. Како и да е, во еден момент ја спомнавме и Кина со почитуваните гости дека иако е сојузник на Иран, во овој конфликт се држи некако настрана и од тука го правам како вовед во вечерашната емисија. Кина е една голема непознаница за нас. Се работи, се разбира, за држава која што има 1000 годишна, неколку илјади години историја, изворена цивилизација сама за себе, која што во последниве децении постигна и стравичен технолошки, индустријски напредок, меѓутоа поради далечината и можеби поради една друга причина која што ќе се обидеме да објасниме со вечерашниот гости, недоволно ја познаваме. Не е ова никаква намера оваа емисија да ја глорифицира Кина во било кој правец, туку едноставно да ви понудиме нешто што сметам јас лично дека треба да се знае. Се работи за, според некој првата, според некој втората најмогна држава во светот која што допрва практично стапува на сцена како голем фактор и со кој што едноставно ќе треба да се соочиме вака или онака порано или подоцна. Многу е тешко да најдете гости за оваа тематика во Македонија, но јас верувам дека го имам вистинскиот во овој случај, имено со мене во студиото на Заспи ако можеше господинот Игор Радев, синолог, според се во топ 10 најдобрите синолози во светот. За 2024 година, да прецизираме, да не помисля дека е станал збор за апсолутна ранглиста. За апсолутна. Да. Најпрви добра вечер, Радев, благодарам за гостувањето во емисијата. Да, добро вечер, ви благодарам на поканата. Да. Ние сме, пајте, по сплетна околности колеги од некогаш одам на факултет, вие меѓувреме отидовте во сосема друг правец, јас па не разговарам како отидов. Да, точно. Никош не го напуштив ни првичниот правец, Така значи класичната филологија. Класична филологија, вие зборувате неколку јазици, сега да ги не набројуваме сите, ќе одземаме време, но и стари и исчезнати наводно јазици и современи. Она што е важно во случајот, вие практично совршено... Тука може, извините што ви се мешам, ќе додадам, како што кажуваше, значи, мојата професорка по латински, покојната Љубинка Басотова, таа многу се нервираше кога латинскиот го нарекува мртвиот. Викаше, не, латинскиот е бесмртен јазик. Бесмртен јазик. Значи нема мртвијаци, има бесмртни јазици. За ова ќе се согласиме, се разбира. Вие го зборувате кинескиот јазик одлично. Јас би рекол совршено, меѓутоа, ајде, вие сте скромен, па ќе речеме одлично. Имате докторирано во Кина? Да. Во Пекинг, така? Да, во Пекинг на кинеска филологија. На кинеска филологија. И сте еден од оние луѓе кои што објективно за македонски услови сте најдобро запознает со Кина во нејзината целокупност, ако така смеам да кажам. Нема да навлегуваме во геополитика со вас, бидејќи тоа ниту ви е домен, нити ви е важно, меѓутоа еве како вовед добро би било да го земеме она што го зборувавме минатата вечер со другите гости. Имено Кина генерално во меѓународните односи и покрај својата објективна моќ не се однесува или така личи еднакво на силите што објективно ги поседува. Да, забелешката е точна, мислам, забележувањето сосема точно, да. Секако ние можеме да говориме од известна смисла на зборот за еден вид релативна интровертност на кинеската цивилизација. Сега можеме и да објасниме од каде тоа потекува. Да и мала исправка. Вие го нарековте Иран сојузник на Кина. Тоа е едно од работи што така Кина формално нема сојуз со никого. Добро, меѓутоа факт е дека релациите, особено економските, се одлични затоа што Кина набавува најголем дел од своите енергенси од Иран. Не од Иран, колку што мене ми е познато најголем, значи процентуално од Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија, Иран можеби е на 3-4 место. Добро, секако има висок процент, но сепак од тој регион. Така, факт е дека Ормускиот теснец, од каде што поминува еден голем дел од нафтата,
е сега затворен, барем така тврдат иранците, а Кина токму од тој дел ги набавува своите енергенси. Да. Чи ова е чисто како една Како направиме информација. споредба со Европа, за разлика од Европа, Кина барем има и алтернатива, може и од Русија, од Централна Азија, ама Европа доброволно се одсеча од алтернативите. Тоа се веќе геополитички прашања за кои што може да се дискутира, но ајде да се вратиме на интровертноста на кинеската цивилизација, слободно ќе кажам, се очекува со оглед на незината големина и моќ сосема поинаку да се поставува во светски ранки, меѓутоа тоа не е така. Тоа е наше очекување, да речеме, врз основа на што? Врз основа на правење паралела со Соединетите Американски држави и со европските големи сили од миналото, со нивната, како да речеме, екстровертност и, слободно може да кажеме, хиперагресивност. Добро. Меѓутоа, што е со Кина? Зошто е тоа така? Ајде, ама за да објасниме зошто е тоа така, мораме да се вратиме наназад во историјата едно 4000 години. Неколку илјади години, слободно, слободно. Имаме време, повелете. Чувствувам дека ќе биде многу интересно. Ако веќе говориме за една дисциплина која можеме да наречеме историска геополитика, за разлика од современава геополитика, добро, што е една од главните карактеристики на кинеската цивилизација? Значи, самиот зачеток на кинеската цивилизација и незиниот формативен период се случува во релативна изолација од останатите цивилизации во светот. Значи, она што го знаеме според досегашните археолошки наоди, значи почетоците на кинеската цивилизација грубо би можеме, значи по цивилизација подразбираме развој на урбана култура и постепено и писменост и така. На општество, добро. Не зборуваме веќе за претходните форми, така. Од неолити и така натаму, и раните етапи на овие на бронзено време. Значи, низините почетоци се некаде околу 3000 година пред нашата ера и тој формативен период, значи она што во кинеската класична историографија би нарекле епохата на династијата Шија, но на која следи Шанг, па Џо и така натаму. Сега не навлегуваме тоа. И значи тој формативен период трае од грубо кажано 3000-2000 години пред нашата ера, па се до значи класиците на кинеската книжевност и философија, некаде 5 до 4 век пред наша ера. Тука се Конфуци, Лао Це, Џуанци, Менци и така натаму. Но сега да не спомнуваме многу име. Добро. Што е карактеристика за целиот тој значи формативен период на кинеската цивилизација? Таа нема контакт со други цивилизации. Значи кинеската цивилизација се зародува во средниот и долниот слив на Жолтата река и понатаму го опфаќа сливот на реката Јанце на југ и е обкружен од сите страни, условно кажано, со општества на предцивилизацијско ниво. Дали на север се номадски племени народи, на југ се џунгли. Немале работа со Римска империја, со Персија, точно, со не знам. Точно. Значи за прв пат кинеската цивилизација стапува во контакт со други цивилизации некаде приближно првиот век пред нашата ера со отварањето на така наречениот пат на свилата, кога веќе стапува во контакт со централноазиските цивилизации, нели Иран, Персија, Индиската и понатаму до Медитеранот. Но што е со Јапонија, некој ќе рече? Јапонија е близко. Јапонија е близко, ама тогаш уште не е цивилизација. Значи јапонската цивилизација се зародува некаде во првите векови од нашата ера. Значи се имаме ние цивилизација како што е Кина, што речиси 2-3 години е во изолација. И практично не била свесна за постоењето на други цивилизации. Не значи дека не била свесна за постоење на други народи, но тие народи били или номадски, или на, како да речем, на етапа на родово племенско уредување, значи на предцивилизацијско ниво. Ова практично определува целата понатомашна историја. Тоа определува определен менталитет. Дури, например, во класичната кинеска литература од тој период, самиот поим на Кина, на тој кинески свет кој во релативна изолација од останатите цивилизации се нарекува со поимот Тиеншја. Во буквално превод Тиен значи небо, Шја значи под небесијето, под небото. Значи самата Кина е свет за себе. Да. Само ние, практично тоа би било слово. Не само ние, но еве се тоа е прегрубо. Да, тоа е прегрубо. Но еве да го споредиме тој поем со еден друг поем, поемот во старогрчки оикумене, или на латински веќе е екумена, со која што нели во доцниот период на Римската империја буквално се
означувало територијата на Римската империја, на тој медитерански круг на земји, како што во нивното сваќање безмалку го опфаќал најголемиот дел од светот. Само во кинескиот случај тоа е во уште поголема мера. За да направиме сега споредба со останатите цивилизации кои се раѓаат на Блискиот Исток, зборуваме тука од сумерската, акадската, нели вавилонската, египетската, хетитската, сите тие феникиски, значи најстарите етапи на грчката со микенската, преднев минојската, тие од самиот свој формативен период се во контакт едни со други. Можеби, ако веќе зборуваме ние тука за историска геополитика, можеби наједен таков јасен пример на тие геополитички интеракции се така наречените документи од Тел Амарна во Египет. Тоа е во Среден Египет. Значи, локалитетот Тел Амарна е била престолнина на фараонот Еретик. Нели, го знаете сите. Не го знаат најголем делот, меѓутоа се нарекува Ехнатон, да. Ехнатон, да. Аменофис четврти, така беше? Аменофис, да, четврти. Зошто фараонот Еретик, да објасниме на гледачите, затоа што тој го укинува главниот култ, значи во него време на Амон, и не само тоа, туку воведува монотеизам. Нешто што било револуционерно, апсолутно. Така е, да, значи на богот Атон, значи представен иконографски со сончевиот диск. Не навлегувам. Меѓутоа, многу добро зачувана државната архива на Ехнатон и таму ги гледаме сите тие интеракции помеѓу египјаните, со вавилонците, со хетитите, со Ахијава, односно ахајците, ахајска Грција, односно Микенска Грција, каде што тие сите владетелите на овие колку беа 5 мислам, 5 главни цивилизации и држави, значи се ословувале меѓу себе ранг, имале брат. Значи од прилика биле на исто ниво, така. Но со Кина тоа не е така, не е така. Меѓутоа некој ќе рече добро, тоа било пред неколку илјади години, во меѓувреме Кина вака или онака почнува допир со останати цивилизации, поминуваат уште неколку илјади години и некој ќе рече како уште од тогаш останува таа потреба нивна внатрешна да бидат интровертни, да се гледаат повеќе себе си, да не се шират кон светот. Затоа што она што, еве да пример, искуствата што човек што ги има во детството, така, сакаш неќе се пренесуваат низ целиот живот. Така ни зборуваме за цивилизации. Значи, во таа насока, дури Кина кога имала, еве да речеме, ако земеме територијално Кина, значи горе-долу сегашните граници на Народна република Кина, само еднаш во историјата Кина излегува од тие граници, значи тоа е некаде првата фаза на династијата Танг, тоа би било некаде значи втората половина на 7-миот век од нашата ера. Тогаш се обидуваа да излезат... Тогаш да речеме династијата Танг воспоставува систем на протекторати во Централна Азија, значи се до територијата на денешен Авганистан, границата со Иран. Што е повторно? Што е релативно краток историски период. И сметате дека тоа поради ова? Исто мала дигресија тука, нешто слично имаме и со индиската цивилизација. Затоа што, ако гледаме, од оваа перспектива, индиската цивилизација се одликува со известна интровертност. Зашто уште се жали и големиот персиски полимат, научник Бируни, која посетува Индија во 19 века, овие во Индија како да речеме, како да не ги интересира ништо надвор од нивниот свет. Од нивниот свет. И слично како и во Кина, и во Индија имаме геополитичко, само еднаш во историјата забележено геополитичко истапување надвор тој индиски подконтинент. Тоа е некаде во 11-тиот век и станува збор за тамилската династија Чола од Јужна Индија, кога под владетелот Раџендра Чола прават некои поморски освојувања во Југоисточна Азија, островот Суматра, Јава и така. И тоа кратко трае. Значи туку имаме определена сличност. Добро, морам да признам дека овие вакви историски лекции и тоа како одлично ми доаѓаат мене, верувам дека се интересни многу на гледачите, но мораме да влеземе во нашето време, условно кажано. Кина своевремено е жртва негде во 18-19 век, значи почнувајќи од 1839 година. На западниот свет, Индија да не разговараме, тие имаат сосема и колонијално владење, потоа доаѓаат времења на немири, кинескиот цар заминува во историјата, го имаме гледано последниот кинески цар, потоа доаѓа граѓанска војна, војна со Јапонија и имаме Кина во денешната практично представа за неа.
до пред неколку децении Кина важеше за сиромашна земја, назадна, во која што и покрај целата своја цивилизацијска големина, да се разбереме, во економска смисла беше слаба, имаше глад своевремено, кој што однесе, барем според западните информации, милиони луѓе, вие можете сега тука да поправате, така пишува барем по историските читанки кои што јас сум ги прочитал. Меѓутоа во последните неколку децении Кина доживува страшна експанзија во секоја смисла на зборот, особено научно-технолошки. Нормално тие што ја критикуваат и тие што не сакаат да гледаат на незе беневолентно, ќе речат не, кинезите крадат, односно западната технологија тие умешно ја копираат и потоа ја создаваат како ја пресоздаваат како своја. Да, но подтекстот на таквите тврдења јасен дека е расистички во смисла дека единствено западоидите, односно белците некако тоа јасно, тој расизам имплицитен, никој тоа од политички не е коректно, нема да кажа, се способни креативно да создават, а сите други што практично можат само да копираат, што историски не е точно. Напротив, во најголемиот дел од нам познатата историја, Кина е научно и технолошки понапредна од Западот. Па добро, барот го имаат измислено пред 2000 години. Не е само барот, да речеме, обично говорат хартијата. Хартијата, говорат за тие 4 големи изуми, ама покрити 4, хартијата, барутот, овакво хартијата, барутот, компасот, кој беше четвртиот, не е битно, имат и многу други. Добро, Радев, ќе согласам дека сме ние европоцентрични, можеби и природно. Не зборувам Западот, тие се екстремно европоцентрични или како да го наречеме тој термин, меѓутоа и ние природно сметаме, речиси ние вродено, дека се што е успешно во светот доаѓа од овде, а другите само копираат. Согласувам дека ова е грешка. Да, тоа е заблуда. Меѓутоа таа заблуда се влече со генерации, можеби затоа и оваа емисија во насока нешто од сето тоа да објасниме. Ми текна четвртиот изум, печатењето. Не е Гутенберг. Не е Гутенберг прв. Тоа е пред Гутенберг. Се разбира дека. Меѓутоа еве, колку ми не го знаат тоа. Печатењето измислено во епохата на династијата Танг, што веќе ја спомнав, некаде во 7-миот век од наша ера. Тоа е речиси. Тоа е неколку стотини години пред Гутенберг. Речиси 1000 години. 1000, Не речеме цели 800-900 години пред Гутенберг. Што исто така зборува многу, да не забораваме дека дел од кинеските пронајдоци доаѓаат кај нас преку арапскиот свет. Кинезите ги измислиле ракетите. И сега апропо сега копирањето. Дали тоа значи дека сега некој во Кина, кога Илон Маск лансира ракети, треба да каже, види, Илон Маск ќе краде нашата технологија? Па ако е некој расположен во тој правец, може да го рече тоа. Да, ако основата е тамо, некој ќе рече, па не ви текнало да направите тантиеми да земате пари. Самите сте си виновни. Но како и да е, вие често одите во Кина? Да, релативно. И професионално, и предпоставувам и приватно, вие имате и сопруга од тамо, да не навлегуваме се во приватни работи. Меѓутоа имате чест контакт со Кина. Јас луѓето што ги познавам, прито не зборам ова што може да го видите на телевизија, ова што може да го видите на интернет. Навистина е нешто фасцинантно. Фасцинантно во смисло на таа преобразба. И неодамна зборував со еден човек кој што родом е од Хонг Конг и кој што ми рече, ние од Хонг Конг ја гледавме Кина до неодамна, условно кажано, како нашите сиромашни братучеди, со кои што ни беше жал, речиси да одиме, а сега ние одиме во Кина преку заливот за да видиме што е напредок. Таа драстична разлика која што е видлива ако не знам вкуцате на интернет Пекинг или Шангај и вие гледате нешто што е. Извинете, тоа е една од грешките на македонскиот видеокруг во однос на Кина. Ќе кажете ке се викаат Пекинг и Шангај. Како ние тоа го знаеме сега, немојте да. Има, има многу. За мене многу поинтересни места. Но не може да очекувате дека просечен македонски граѓанин би имал поголема представа од таа што е, ајде да речеме, општо познато. Го имате главниот град, го имате индустријскиот центар. Ви како видите, во Кина едно мало градче има. Шангај веќе не е индустријски центар. Шангај е финансиски центар. Сега, други се финансиски центар. Добро, знаеш како, имате оние приказни од типот што може исто така е расизам свој виден, од типот некој мало градче во Кина 6 милиони, нешто така, не. Па овој кај што се појави ковидот, дознавме дека постои. Еднаш тоа беше одамна, у студентски денови исто така, имав еден пријател, во тоа време тој учеше македонски јазик на филолошкиот факултет тука. Добро. И ми кажа, вика, јас доаѓам, вика, од едно мало градче во Кина, само 2 милиони жители има. Ама тоа не го кажа иронично, навистина. Тој навистина мисли дека е мало градче. Па еве реков, овој кај што се појави ковидот, градот,
Вухан, ние не знаевме објективно дека 14 постои. милиони. Тоа е огромен град, да. ние немавме појма дека постои, да не беше короната, никој никогаш немаше да знае, дури луѓето веројатно мислеа да тамо некој пазарче во некој мало градченце во Кина, некој тамо јадел нешто како беше што јадел некој октоподи. Всушност се работи за нешто сосема поинакво, но тоа не е темата. Овој развој на Кина, технолошко-научниот, ние го гледаме повторно преку, ајде речеме преку интернет главно, во смисол гледаме роботика. Гледаме неверојатен развој не е само роботика. Да, на пример, така. го земаме како пример, Да, тоа е највидливо, тоа е најмаркантно. Така е, тоа што е видливо. Гледате неверојатен развој на дронови. Додека другите дроновите ги користат за војување едни со други, кај кинезите тоа е сосема еден поинаков формант. Може да гледате како слават некој празник во Кина, каде што имате, не знам, 20.000 дронови. Сега беше кинеска нова година. За кинеска нова година правеа некои спектакли што се наистина незамисливи, прекрасни за гледање. Кина произведува сега автомобили електрични пред се кои што се носат рамноправно со западните и не веќе почнуваат интересно да доминираат на улиците на градовите. Добро. Например, еве, ќе кажам личен пример. Значи, прв пат кога ја посетив Кина после короната, значи тоа беше 2023 година. Чисто еве стојам на пешачки премин на овакво во Шангај. Нема што да правам, ги бројам 10 автомобили кои што поминат. Само да кажам, во Кина електричните автомобили се имаат зелени регистарски таблички. Гледам колку од нив имаат зелени. И тогаш кога видам некој 3-4 од 10 во просек, сега знам дека ова не е научно, ова е чисто анегдотално. Значи тоа заклучено дека окей, на улиците на Шангај просечно има 30-40% електрични автомобили. Последниот пат во декември минатата година на Шангајскиот поетски фестивал, нели? Веќе беа 5-6, значи веќе стануваат мнозинство. Но сакам да кажам, целиот тој видлив развој и прогрес, Кина, ако не се лажам, успеа да излече од сиромаштво неколку стотини милиони луѓе. 800 милиони. Тоа е страшна трансформација, која што е видлива. Чисто малку еве за споредба. Значи, еве да речеме 800 милиони, значи тоа е приближно колку целиот Запад. Цела Европа и САД заедно. Цела Европа, и САД, и Австралија, и Канада, и... Да ги излечете од сиромаштија и да дојдат до некоја средна класа. Добро, повторно ќе речам. И тоа исто само да кажеме што е нешто голема заблуда што постои кај нас, ние не ги знаеме вистинските димензии на светот. Што разбирам под вистински димензии на светот? Значи, ние сме обседнати, маниакално сме обседнати, значи, со таа идеја дека светот еднакво на Западот. Ама малкумина знаат дека на Западот отпаѓа приближно само помеѓу 10 и 11% на човештвото. Додека на Кина приближно отпаѓа 18% и на Индија приближно 18%, може малци сега и повеќе. Тоа значи заедно се повеќе од една третина. Не само заедно, значи само Индија е речиси дупло поголема од целиот Запад, само Кина е речиси дупло поголема од целиот Запад. А што значи тоа и во економски рамки? Речеме исто една заблуда, што сите ја повторуваат, а никој не знае реално за што зборува. Сите тврдат дека, еве, например, кинеската економија е извозно зависна, извозно ориентирана. Таа заблуда доаѓа од тоа е точно така. Голем дел од производите што ги користат, на целиот свет, на целиот свет Кина му продава сега, тоа не е некоја тајна. Вклучително и овој компјутер, претпоставувам, е made in China. Но знам дека патиките сигурно се добро. Не мора, веќе такви работи веќе не се. Тие се веќе повеќе во Југоисточна Азија и така. Но малкумина знае. Ајде вас ќе ве прашам, да вие дали знаете. Колкав процент од кинескиот бруто домашен производ доаѓа од извозот? Не знам. Дајте пред ваша предпоставка. Најмалку 50%. Не. Според податоците што ги видов, сега може не се најнови, од која бе лани ги гледав, значи на официјалниот сајт на Светската банка само 19%. Само една петина, само не цела 19%. петина. Тоа значи дека она 80% од е за собствена точно се конзумира внатре во. Тоа значи затоа што ние немаме представа колку е голем тој пазар. Така е. Тоа најпросто кажано значи дека во услови кинеската економија да не може да ги извезува своите производи од X причини, да бидат направени бариери, таа може да се задоволува со сопствената потреба. Да. Еве на пример чисто за споредба, германската економија, бруто домашниот производ на германската економија зависеше, ако не се лажам, некаде околу 47% од извоз за споредба, а нашата македонската 65-6, ако добро се
се сеќам кога ги гледав тие податоци. Сосема е можно да се ова точни. Значи, ние сме далеку поизвозно зависни колку Кина. Но сликата, бидејќи Кина целиот свет го товари со своји производи, е таква дека тие се како се нарекува светската фабрика. Точно, и апропо Германија и Кина. Малкумени исто така знаат дека Германија допред неколку години 5, 6, 7, 8, сега не ме земате точно за збор колку, во трговската размена со Кина имаше суфицит. Суфицит? Да, Германија. Тоа значи дека Кина повеќе прима производи од Германија, Тогаш дава на Кина. Сега веќе нема. Значи, многу интересна информација. Да, ама отинели сите знаеме, од некои мистериозни причини енергенсите во Германија нагло поскапеа. Па и воопшто не се мистериозни. Точно знаеме како постапија, не да, поскапија. Сега добро, не е битно, да. Кога сме веќе кај тој геополитички момент, токму сега во последниве месеци и британскиот премиер Кир Стармер отиде во Кина да подпишува договор. И од Европска унија се нацрта и во Индија и во Кина да прават договори, веројатно во страв. Дури сега им текна дека постои незападниот свет. Добро, стравот од ајде речеме... Да, не само во Индија, нели со Латинска Америка има. Да. Предпоставувам дека стравот од она што се случува на релација САД Европска унија ги натера малку да се отворат повеќе кон кинезите и кон индиците и кон целиот тој простор. Меѓутоа Кина можеше, предпоставувам, доколку сака, сега е повторно геополитика, вие не сте експерт за тоа, ниту предпоставувам за економија, кој знае колку се разбирате. Општа култура. Но во принцип можеше Кина да поставува услови. Да рече не. Сега вие доаѓате кај нас, ние ви го нудиме ова на ваков начин, со вакви проценти. Не го направија тоа, туку напротив излегува. Деталите не ми се познати. Па јас колку што знам, излегува во ред ке направиме договори, зашто да не, ние сакаме отворени пазари, тука сме за вас. Тоа значи дека Кина нема проблем да соработува со Западот, кој што речиси отворено ја нарекува непријател, ако сме реални. Соработуваме, меѓутоа, знаете како е кога вие читате просечен медиум во Европа, или особено во САД, вие велите ривалот геополитички е Кина. Русија не толку, туку Кина. Доналд Трамп не крие дека целата негова вистинска интенција и насока е кон Кина, а не кон ова дека со Иран и со Русија е само привремено. Не, со ова што се случува, просто човек да се прашува дали Доналд Трамп е свесен за сопствените интенции, кој му се оти. Па јас верувам дека таму има некои други луѓе што знаат што се случува, но помалку важно во овој разговор е тоа, сметате дека Кина го надмина, очигледно сметате, но ајде да кажеме, го надмина моментот на просто копирање и влезе во сосема поинаква фаза. Не треба мене, зошто мене да ми верувате? Дали им верувате? Јас ве прашувам, нема што да верувам. Ова беше реторичко прашање. Океј, да ве прашам. Дали им верувате на западните, значи самите западни најреномирани научни списанија и овакво научни институции кои се занимаваат, значи, со реагирање на научно-технолошкиот развој на светот. Обично се прифаќаат како релевантни. Да, ќе ве замолам, значи, да појдете на официјалниот сајт на Nature, кој што е, нели, во светски рамки вообичаено го смета, станува збор за американско списание, значи за најреномирано научно списание во областа на природно-математички и технолошки науки. Што кажа? Тие секоја година прават ранг листа и на држави, и на градови, и на институции според квалитетот на научната продукција. На прво место која држава? Кина, САД е на второ. Самите тие го кажуваат. Ова е официјално, велите? Ова официјално, проверете. Најнаучен, условно кажано, град во светот кој е според ранг листата на Nature? Тоа е Пекинг. Најнаучен во светот. Најнаучен во смисла најмногу наука се продуцира. Добро, некој ќе рече што е со универзитетите редовно први во светот се Харвард и Кембридж и не знам. Полека, за тоа ќе дојдеме. Според Nature, според значи ранг листата на институции, значи на индивидуални институции, според квалитетот на продукцијата, значи на научни резултати, на прво место е Кинеската академија на науки, а на второ место, сори не, лани беше на второ, да проверна ова год, може на трето, е Харвард. Сакам да кажете дека Харвард не е прв. Да. Еве, за мене ова е непознаница. Да, меѓу 10-те, и тоа е трагичното, значи меѓу 10-те први места, значи имаше, ако не се лажам, 8 кинески институции, значи на ранг листата на Nature, 2 американски и ниту една европска. Добро. Да. Сега понатаму, освен ранг листата на Nature, исто можете да погледнете ранг листата на университетот во Лајден, која прави на
институции, ранг листа на научни институции според продукцијата, значи на научни резултати, и таму резултатите се исти. Кинеските се дефинитивно, има и американски, европски, ретко. Сега оно што ме прашувате за Шангайска листа, на оваа ранг листата на Лајденската универзитет прави, тоа нагласува, значи, ова е ранг листа само по еден критериум, научни резултати. Меѓутоа, ако земаме други критериуми, цитирам Campus Life, Prestige, да, ги има и другите, да. Број 1. Да. Значи, ако говориме чисто за научна продукција, научно-истражувачка дејност, да. Ајде тогаш да се обидам со нешто друго да ве фатам. Факт е дека Американската силиконска долина во Калифорнија и воопшто американска. Кина има две силиконски долини, една е значи во Да докажам, не е само дека ги има. Господ знае колку има силиконски долини. Две главни да речеме. Тоа факт е кога ќе играете најдобрите компании во светот, најбогатите компании во светот, прво ќе ви излезе, не знам, Илон Маск и кој се, пак и не се доаѓаат дури потоа. Добро, сега. Значи да оставиме на страна са бризански шпекулации, во смисла... Човекот има 800 милиарди долари. Официјално. Окей. Не дека ми е мене дојдено од Илон Маск, меѓутоа. Не, знам. Но како да кажам, квантитетот на овакво во долари не секогаш се поклопува со квалитетот во научно-истражувачка дејност. Тоа е веќе капиталистички пристап и Кина има чуден капитализам, морам да признаам. Еве вака да кажам, значи тоа е исто така. Таа што е интересно, што многу говори за американскиот менталитет, да кажеме дека си некој таму, кој кажете некој овие петпарачки романи што сега се популарни, некој автор. Не знам. Не читам петпарачки романи, не знам, не ми текне некој. А, Роулинг, не знам, тоа не е петпарачки. Тоа баш не е петпарачки, да. Не знам. Кој беа кај нас Гио Мисо или така. Добро. Овако. Па тие сигурно имаат, тие автори сигурно имаат заработено многу повеќе пари отколку еден, не знам, Достоевски, Толстој или Балзак. За основа на тоа што да кажеме. Достоевски убил да, сиромашен, ако говориме за менталитетот, да речем, тоа е многу интересно. Значи во англискиот јазик, односно не во англиски, просто во американскиот тој јазичен дискурс, како се нарекува добра книга, со која именка ја употребуваат? Бестселер. Најдобро се продаде. Мене секогаш тоа ми било чудно. Најдобро продадената, а не најдобрата. Точно. Што е со индустријата на војната индустрија поточно, не знам колку вие запознат. Тоа ми е најмалку познато. Најмалку ви е познато, бидејќи види, оваа емисија веројатно ќе изнервира некои луѓе кај нас, затоа што кога се прават овие комперации меѓу моќта на САД и на Западот и на Кина, секогаш се излегуваат со податоци не, Западот е многу понапред. Не знам, Кина троши неколку пати помалку за оружје од САД. Не знам. Најмногу за што троши, дали знаете? Која ставка на буџетот на Кина е најголема? За образование и наука. Што само по себе зборува многу, меѓутоа некои по друга страна велат но Кина не ги ни пријавува вистинските трошоци за оружје, односно за војна индустрија, дека тие всушност прават многу повеќе колку што пријавуваат. Сега тоа е веќе прашање нели од сосема поинаква природа, меѓутоа повторно заклучокот на целиот овој дел, бидејќи сакам за нешто друго сега да позборуваме, е дека Кина и покрај својата објективна моќ, економска, научно-технолошка, воена, како и да ја наречеме, која за жал или за среќа не ја користи, или барем не ја користи за нас видливо. Може би во Виетнам гледаат. Да, ама тоа е историски така. Еве да речеме, дали вие сте чуле, тоа е многу познато, нели? Барем и во Македонија чуле за поморските експедиции на адмиралот Џен Х од епохата на династијата Минг. Никогаш не сум слушнал, еве јас ви кажувам, јас се сметам за човек што нешто знае. Значи, адмиралот Џен Х за време на династијата Минг спроведува огромни поморски експедиции на просторот од Тихиот океан, Пацификот, целиот Индиски океан, значи 7 експедиции се, каде што пловат до Африка, Занзибар, до Арабија, Персија, Индија, сите тие индонезиски острови и така натаму. Меѓутоа, она што е еклатантно различно од западните, овие, речено, западноевропските поморски експедиции, што исклучиво било насочена на воспоставување дипломатски односи и културни односи, а не се обидели да ги направат колонии. Само да направиме да видите таа разлика. Значи, експедициите на Џен Х, значи,
флотата со која што располагала адмиралот Џанха имала приближно 300 бродови, најголемите од нив биле долги 127 метри. За споредба, најголемиот брод од флотилата на Колумбо, Санта Марија, бил долг 19 метри. Па вие споредете. Располагале со компас, со огнено оружје, со бродовите биле дизајнирани според современ тер, односно се состоеле од водонепропусни неколку комерси, што се прави со време и во Тоа значи дека теоретски тие би можели тоа теоретски, како агресивно да се однесуваат. Точно, теоретски, флотата на Џанха собирала 30.000 луѓе. Тоа е фрапантна бројка за она време. Не се време. обиделе да колонизираат. Па некој на западот би рекол будали, што да ви правиме? Може би. За да можам да ви илустрирам на лице сместо со два историски извора колку биле будали. Поверете. Да. Значи, првиот краток пасус станува една хроника, официјалната хроника на династијата на Расулидите во Јемен, тоа е Јужна Арабија, која што го бележи доаѓањето на флотата на Џанха. Сега ќе ве прочитам. Во месецот Хиџа, 821 година по Хиџра, тоа е во наше сметање јануари 1419 година, Добро. Пристигна во пристаништето на Аден, тоа е Јужни Јемен, змејовидни кораби со пратеници од владетелот на Кина, носејки дарови за неговото величество султанот Ал-Малик Ал-Насир. Стануваше збор за чудесни подароци, составени од разни драгоценности, прекрасни кинески ткаенини од свила посрмени со злато, скапоцена мисковина сторакс и повеќе видови порцелан. Неговото величество, султанот Ал-Малик Ал-Насир, заповеда на пратеникот од владетелот на Кина да му се дадат возвратни дарови, како што се обвиени во темјан корали, диви животни, орикси, онагри, лавови, но и припитомени гепарди. Потем испловија тие од пристаништето на Аден, придружени од кадијата Ваџи Халдин Абдал Рахман бин Џумај во месецот Сафар од 822 година по Хиџра, што е март 1419 година. Доаѓа кинеската експедиција и што се случува? Размена на подароци, културни договори и така. Пријателски однос. Да. Сега, вториот пасус е бродскиот запис од официјалниот записничар на Васко де Гама, кој што неколку децении подоцна влегува во истите води, односно на северниот дел на Индискиот океан и доаѓа до пристаништето Каликут во денешната индиска држава Керала. Слободно. Очевидно сте настаните, он е официјален бродски записничар на бродот на Васко. И вако пишува. Ако баба лаже, трап не лаже, повеќе. Така. Вака. Ова случува 1502 година. На хоризонтот се појавија два големи кораба, 22 лодки и малабарски бродови натоварени со ориз од Коромандел. Тогаш тој, Васко де Гама, нареди нашите бродови да појдат и да ги ограбат лодките и двата кораба каде имаше ориз, ќупови со путер и други стоки. Потоа, капетанот заповеда да им се одсечат дланките, ушите и носевите на членовите на нивните посади, па сето тоа беше натоварено во една од лодките, каде го стави и оној браман, исто без уши носи дланки, со порека до кралот на Каликут, во кој му пушуваше да се изготви кари со месото кое што му го носи браманот. Откако вака постапи со индијците, капетанот Васко де Гама нареди нивните нозе да бидат поврзани заедно, бидејќи веќе немаа раце, а за да не можат со заби да го прегризат јажето, тој нареди да им ги искршат забите со топуци и да им ги напикаат во грлата, па ги натоварија луѓето еден врз друг на кораб, облеани со крвта што бликаше од нив, пошто нареди да бидат покриени со рогозина и суво лисје, та местејќи ги едрата за пловидба кон брегот, го потпали коработ за живи да гораат. Морам да признам европските вредности фасцинираат. Морам да признам прилично брутално е ова, повторно велам, нема да им се допадне на некој. Споредбата е јасна. Контрастот. Претпоставам дека со ова ќе добиете прекар дека сте љубител на не сте љубител, го сте антизападно настроен, меѓутоа ова е сосема помалку важно, вие кажувате факти, едноставно паралели кои што сами по себе се сигнификантни, тука нема што посебно да се додаде. Во секој случај овој дел од емисијата го заокружуваме овдека, навистина е фасцинантно се тоа што кажавте. Јас се надевам дека луѓето уживаат во разговорот со вас, барем колку и јас.
Вториот дел сакам да го посветиме поточно, ова е веќе пократок дел, на нешто кој што исто така е ваша, не ваша слабост, ќе речев, туку напротив, ваш домен на познавање, ваша стручност, инаку вие сте филолог, јазичар, освен што познавате повеќе јазици, веќе повторив меѓу нив и кинескиот, имате една интересна теза поврзана со нашиот спор со соседна Бугарија и со фактот дека соседна Бугарија едноставно го негира постојањето на македонскиот јазик, го смета за западен дијалект на бугарскиот јазик. Добро, сега тука, значи, концептуално, значи, еден литературен јазик не може да биде дијалект на друг литературен јазик. Од проста причина што, нели, самиот литературен јазик, значи, во било која држава представува просто само престижен дијалект земен од изваден буквално од еден дијалектен континуум и кој што преку образование и онаа, да речеме, продукција печатена и медиумска се наметнува како официјално средство на комуникација на едно географско подрачје. И така е секаде во светот. Така е секаде во светот. Значи, она што сакате, она што кажете моја теза, не е толку моја теза, дека немам чисто прашање. Зошто во нашите дискусии во однос на прашањето, нели, на соодносот меѓу македонскиот литературен јазик и бугарскиот литературен јазик, ние речиси никогаш не се користиме со тој споредбен метод. Да видиме дека во Европа има многу случаи кои што се паралелни, значи, на нашиот Со Бугарија? Со бугарскиот, да. Например, холандскиот и германскиот. Што е тоа холандски јазик? Дали може да ми кажете? Сега немате да ми поставите вакви прашања. Холандски јазик се зборува во Холандија. Не. Официјален јазик на државата Холандија. Знаеме дека личи на германскиот, прилика. Само личи. Значи, како што, значи не постои условно кажано резка граница помеѓу говорите што се зборуваат во Холандија и Германија, не постои. Тоа е еден континуум. Значи, чисто стручно гледано, кога ќе кажеме холандски јазик, ние подразбираме само литературна форма на еден престижен дијалект во рамките на така наречената долно франкска група на говори во склоп на така наречените западно-германски говори. Што значи? Знам дека ова звучи сега премногу комплицирано. Например, ако во некаде долниот тек на Рајна во Германија, одиме во некој град, Дуисбург. Локалниот дијалект што таму се зборува, многу повеќе личи на литературниот холандски отколку на литературниот германски јазик. Така, ние можеме да ви дадеме еден куп паралели тука. Вие во Куманово имате нешто што наликува на српски, во Врања имате нешто наликува на македонски. Ама тоа е еден ист континуум. Така што како што на пример од едно географско подрачје во тој континуум е земен еден престижен дијалект за кој што подосна е наречен холандски јазик, холандски литературен јазик, така друг престижен дијалект од друго географско подрачје во рамките на истиот континуум значи на дијалекти е земен да биде германски. Значи како официјален германски литературен. Но на германците меѓутоа паметно им паѓа да речат холанѓаните зборат германски. Дури можеме да бидеме посмели. Ние можеме да слободно да кажеме дека самото постоење на Холандија како нација и со посебен литературен јазик е плод на една историска случајност. Вие ќе се раскажете која е. Објаснете кратко. Многу едноставно ќе објаснам. Значи сето тоа се територии, значи од средниот век натаму во склоп на која државна творба? Светото римско царство, нели? Значи во 15-тиот, 16-тиот, значи 16-тиот век кој владе, која династија владае со Светото римско царство? Династијата на Хабсбурзите, така? Подоцна доаѓа до поделба, значи, на династијата на Хабсбурзите. Они се шпански кралеви, холандски, шпански. Да, значи на шпански Хабсбурзи и на австрийски Хабсбурзи. И тука доаѓаме до еден интересен феномен. Територијата на денешна Холандија не влегува под власта на австрийските, туку на шпанските Хабсбурзи. За разлика од останатите делови на значи на Германија. И таму почнува да се развиват, значи доаѓа до процеси на развивање врзосно само на таа причина, на еден посебен идентитет. А тука нешто слично е со Португалија, претпоставувам. Точно да, ама тука да не го замараме верскиот момент. Шпанија
Е католичка земја, да. Фанатичен католичка. Холанѓаните преминуваат во протестантизм, тоа во да. калвинизам. И тие кон крајот на 16-тиот век почнуваат огорчена восстание и борба против католичка Шпанија, Со во која страшен се број ослободува. жртви и така, да. Да. И во после тогаш почнува да се кристализира оно што го нарекуваме холандски етнос. Патем речено, во тоа време, како го нарекувале својот јазик холанѓаните? Дуиц. Што значи тоа? Дојч. Истиот. Па, извинете, во англискиот јазик, како се нарекува холандски? Дач. Па што е тоа? Тоа е дојч. Значи, сакам да кажам. Добро, самиот англиски јазик е исто така, ова го знам. Дури можеме да кажеме како клучен момент во стандардизацијата на холандско литературен јазик е, значи, представа преводот на Библијата на тој долно-франкски дијалект. А зошто не се служеле со стандардниот превод на Мартин Лутер? Верски причината. Затоа што тие сметале дека тој превод е обременет со лутерански сваќања, а нас ни требаат калвинистички. Така. Меѓутоа колку луѓе го И знаат сега тоа. дали врз основа на тоа ние треба да го негираме холандскиот идентитет. Самиот англиски јазик, најпопуларниот јазик во светот, вие кажете можеби не е кинескиот, е сигурно некој. Не, ќе ви кажам, значи, но самиот англиски јазик е мешавина од француски и германски. Да, после норманското освојување, така. После норманското освојување. Друго да речеме паралел можеме да правиме со словачкиот и со чешкиот јазик. Значи исто станува збор за еден дијалектен континуум. Но никој не има гира на чисто дека се чешци и словаци. Само дека се словаци. кај нив е тој пример уште таа споредба со нашата ситуација се уште појасна. Патем речени Блаже Конески ја прави, самиот Блаже Конески ја правите. Да, ќе ви обяснам и зошто. Значи станува збор за дијалектен континуум во тој западнословенски ареал, со една политичка разлика се случува. Териториите, значи на денешна Словачка, после 11-тиот век стануваат дел од Унгарското кралство, додека териториите на Чешка и Моравија стануваат, значи имаат посебна круна, значи независна Чешко кралство, кое што потоа влегува во склоп како една од крунските земји на Светото Римско царство, односно Хабсбурговците понатаму ја пренесува. И така постепено почнуваат да се развиваат два различни, условно кажам, значи идентитета. Меѓутоа, кога почнува оно што ние денес од оваа перспектива го нарекуваме словачка национална преродба, значи слично и како кај нас. Значи голем дел од тие словачки национални преродбеници како Павел Шафарик, како Јан Колер, кој јазик тие го користеле во своите пишувања? Чешки? Значи не словачки. Значи тие го користеле литературен чешки, затоа литературен чешки бидејќи чесите имале своја, значи крунска монархија, кај нив се побрзо се кристализира и тие го користат чешкиот јазик за да го израдат својата посебност во однос на унгарците. Нешто слично да речеме кога ќе кажат кај нас дека почнувајќи од Прлича дека во однос на тој да речеме грчки наплив, значи на тој грчки, како да кажем, фанариотски притисок. Да, точно. Постои, значи, тоа заедништво, да речеме, со бугарското природбеништво, како што постои тука. Дури подоцна, значи, Људевит Штур, значи, кон средината на 19-тиот век, почнува, значи, со врз основа на локални географски дијалекти во рамките на Словачка, да промовира словачки литературен јазик, наместо предходно што се употребувал чешкиот. Значи, буквално процесот е идентичен. Можеме да додиме и во еден екстрем. Споредбата е 1:1. Ворете сега, ако врз основа на сето тоа, значи, условно кажано, се негира правото, значи, Македонија да има собствен литературен македонски јазик, тогаш слободно можеме да го негираме правото и Словачка да има, и Холандија. А за Норвешка да не зборуваме, затоа што она што ние го нарекуваме норвешки литературен јазик, бокмал, книжневниот јазик, е всушност дански јазик. Дански јазик? Да, затоа што Норвешка, почнувајќи од 14-тиот век, па се до почетокот на 20-тиот, ако не се лажам, Норвешка се здобива со независност 1901 година, така беше? Не сум сигурен. Тука некаде не е битно, е дел од Данското кралство.
Значи, во тој период најголем дел од населението е лингвистички асимилирано од страна од страна на данците. Да, особено тоа доаѓа после крајот на 14 век, почетокот на 15 век, после чумата, нели кога. Радев, ако бидеме реално, кога ги сретнете вие овие само да кажам, кои што се само што да докажам овој битен момент. Значи, после здобивањето со независност, значи тој дански јазик што се говорел, што бил преземен, значи што биле лингвистички асимилирани во Норвешка, почнале официјално да го нарекуваат норвешки јазик. А за да биде забуната сега уште поголема, некои не биле задоволни од тоа, затоа што да, најголем дел од норвежаните преминале во овие долги векови данска власт, преминале да зборуваат на дански јазик, меѓутоа имале некои планински предели во западна Норвешка што задржале старите дијалекти, кои не биле претрпеле данска асимилација. Сега норвешкиот лингвист Ива Росен, врз основа на тие дијалекти, се обидел да направи втора литературна норма на норвешки која е наша нюнорск, значи нова норвешка, но таа не заживела, ти малцинство од населението ја воопшто зборува. Меѓутоа, дали некој сега треба на норвежаните да им го негира правото јазикот што го користат да го нарекуваат со името норвешки? Тоа ми е зборот. Станува збор за идентичен кога разговараме за скандинавците, особено јас не ги знаев примерите со Холандија, морам да признам, чешки и словачки исто така не ми беше, меѓутоа скандинавците, јасно е дека таа историја нивна е специфично испреплетена со векови и со векови. Да. Меѓутоа еден норвежанец нема никаков проблем како што знам со швеѓанец со данец. Така. И ако некој данец може да рече ние ве владеевме, ние сме не знам овде доминантни, меѓутоа никој со никого посебно не се оптеретува во тој правец. Тоа е точно. Значи она што сакам да кажаме, зошто во тој диалог, заедно, еве нека биде научен и политички со Бугарија, не се користи тој спореден метод. Во рете, ако се изнесува теза дека македонски треба смета, литературниот македонски треба смета дијалект, не знам, на литературниот бугарски, што апсурдно, значи се двата литературни јазика се направени, се стандардизирани врз основа на географски одвоени две различни значи говорни ќе да речем, говорни поречни, како да речем, дијалектни поречни, значи според нели уште постановката на Мисирков, македонскиот литературен јазик е стандардизиран врз основа на тие говори потезо, да речеме, Пелагонија, Среден Вардар, тука Охридско, Кичевско, додека бугарскиот е североисточна Бугарија, некаде потек, да речеме, Русе, Варна и така натаму. Океј, не, значи тоа го ставаме значи на страна. Но ако врз основа на тоа се негира правото македонскиот јазик да се нарекува македонски, со многу поголемо право на норвешкиот јазик тоа право треба да му биде негирано и на словачкиот и на холандскиот. Сега некој може да каже, а како може еден јазик да биде наречен според географски поим, значи македонски јазик според Македонија. Па во Европа имаме ние многу такви примери. Што е тоа италијански јазик? Ние мислиме дека знаеме, значи италијански јазик е тоа и тоа, јазикот на Данте, не знам, понатамо на Фелини. Добро. И каде? Меѓутоа, италијанскиот јазик е всушност тоскански јазик на обласка Тоскања, поточно на Фиренца. Сега да објаснам. Значи, како што ние говориме за јужнословенско или воопшто словенско, дијалектно подруčje, дијалектен континуум, така ние можеме да говориме за така наречено романично дијалектен континуум. Значи, јазици што потекнуваат говори, што потекнуваат од стариот, нели, латински јазик. Добро, природно. Мал куриозитет еве да кажам дека и во тој дијалектен континуум има подгрупи. Така како што има југословенски, нели, западнословенски, источно, така. Меѓутоа, значи вака, централната и јужната половина на Италија спаѓаат во една подгрупа, додека северна Италија, значи тоа е долината на реката По, заедно со Милано, Торино, Венеција, заедно со јужно-француските аквитански говори и со каталонскиот прават друго. Со други зборови, чисто лингвистички, говорот што се зборува локалниот говор, нели, народен на Торино, е поблизок до каталонски отколку што е до литературен италијански. До литературен италијански. А како се наметнува тосканскиот говор како општ литературен јазик на Италија? Италија е географски поим, значи Италија не е етнографски поим, така? Многу јасно. Затоа што за време на доцниот среден век и на Ренесансата Тоскана има
квалитетна и голема литерарна продукција која станува престижна. Данте, Петрарка и така Нешто што Сите станува го и светска читаат. баштина, Со други зборови, да претпоставиме. Значи, имаме некој благородник од Неапол, се среќава со колега благородник, не знам од Милано, ти на кој јазик? Да, тој ако зборува тој на наполитански, овој нема се разберат. Не, ќе се разберат, ама Ќе биде мачно. да речеме како што ние ако не сме учили, што ќе се разбереме, ќе се разбереме со некој од Србија или овако или но ќе се помачиме малку. Ама и двајцата сме го читале Данте. И значи го земаме него како престижен, значи на јазикот на Данте. И така тосканскиот говор се со обединувањето понатаму на Италија се наметнува како италијански јазик по тоа име италијански. Шпанскиот е исто. Шпанскиот е всушност кастилијански јазик. Кастилија е една од областите на Шпанија. Така. Значи Шпанија изворно има неколку кралства. Леон, Астурија, Баскија нема врска со тоа. Арагон. Да, баските се други. Баските не се индоевропијани. Од кои што Кастилија, и тоа е интересно, не многу со војни, него со династички бракови, некако успева да се наметне, да го обедини целиот тој простор на иберискиот простор, со исклучок на Португалија, и кастилијанскиот јазик се наметнува како општ јазик, нели, на целото тоа географско подрачје. Шпанија повторно е Хиспанија, е географски поим, не е етнографски. Интересно, дури и ден денес во Латинска Америка многумина шпанскиот јазик го славуваат со називот кастилијански. Навистина, а не шпански. Да, не шпански, да. Ова се неверојатни информации. Сакав уште сосема за крај. Разликата меѓу германскиот во Германија и германскиот во Австрија. Добро. Австриците никој не им прави проблем дека се посебен народ австрици, иако субјективно сосема случајно изместено германско племе кое што создало своја монархија и луѓето кечат во Австрија се зборува германски, меѓутоа велат не австрийски, нема австрийски јазик. Или? Не велам дека они го нарекуваат јазикот австрийски, затоа што го користат германски. Официјално сврште, не зборуваме сега не германски, него таа литературна норма, германска литературна норма. Но од ова што кажувате, бидејќи сме на крајот на емисијата, давате една одлична идеја. Јас така го разбирам ова, во овој спор, што е бесмислен според мене. Може да направам оваа метафора. Значи, сега имаш и трагедија, значи, кога жена е да речеме, во релација со, дали е сопруг или е дечко, која што е насилни така. Насилникот што прави? Прави жената да се чувствува изолирана. Во смисла, нема кај да одиш ти, сите се како мене, нема да најдеш подобар и така натаму. Односно, сака да ја спречи да направи споредба. Не, извини, не се сите како тебе. Така и ова, кога имаме еден ваков спор, зашто ние не гледаме компаративно? А каде имаме слични примери, како македонскиот и бугарскиот? Тоа се словачкиот и чешкиот, холандскиот и германскиот. Ако за нив не е проблем, зашто за нас би било? Ова е феноменално. Тогаш товарот да го објаснат, можеме сега може на шега ќе кажем, можеме вака да им кажат нашите преговарачи на своите бугарски гонци, ворете, ќе прифатиме дека се што велите, ама прво натерајќи ги словаците да прифатат дека нивниот литературен јазик е дијалект на чешкиот, а холанѓаните дека е на германскиот, па тогаш ќе разговараме. Јас се радувам дека ова ќе го слушнат и луѓето кои што се наоѓаат во тие комисии, луѓето кои што се задолжени да се борат, како да го наречам тоа, да дебатираат борба, мислам. Добро, не се разбира во политичка смисла во политички и во научна смисла со нашите соседи, затоа што ова што вака едноставно го објаснувате, меѓутоа некој мора да го знае, некој мора да го читал, прочитал и научил, и тоа како оди во наш прилог, во објаснување на нашите на нашите. Ја само ги кажав европски, така, светот во светот кој знае колку има, значи во афирмирање на нашите интереси и на нашиот пристап во целата работа. Игор Радев, благодарам за ова бескрајно интересно гостување. Благодарам и на вас. Да. Поштовани гледачи, јас морам да признам и тоа како уживам во овој разговор. Верувам дека секој од вас пронајде за себе интересни теми. По мој вкус беа буквално сите. Игор Радев е навистина една личност која што вреди да се слуша кога зборува. Ви благодарам за вниманието. Утре во 15 часот се разбира репризата издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.